Повисоките температури што ги имавме во изминатите неколку денови, кои се некарактеристични за овој период од годината, од денеска во ноќните часови не очекува опаѓање на температурата под влијание на постудена воздушна маса, што се спушта од север, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Според најавите, од утре се очекува дневните температури во некои делови од земјата да бидат пониски за околу 10 степени во однос на денешните. Веќе во ноќните часови по влијание на спуштање на постудена воздушна маса од север имаме промена на времето, која што ќе се манифестира со засилен ветер од северен правец и опаѓање на температури. Ветерот ќе започне да дува веќе во ноќните и раните утрински часови. Најсилен се очекува да биде дуж по Вардарието, меѓутоа и во Пелагонија ќе надвинува 60 км на час. Облачност ќе биде зголемена утре во претходневните часови, меѓутоа во текот на денот ќе се намалува, па така и утринските температури утре се уште нема да бидат многу ниски. Во Битола се очекува утринската да биде 11 степен, меѓутоа значително пониска дневната температура и да достигне само до 20 степени. Граѓаните веќе ги чувствуваат првите тегоби од промената на температурите. Според докторите, најважно е хронично болните редовно да ја примаат терапијата. Во службата за итна медицинска помош зголемен е бројот на повици, односно бројот е зголемен на пациенти кои што бараат посета во домашни услови, а исто така е зголемен и бројот на пациенти кои што бараат здравствени услуги во нашата ургентна амбуланта. Најчесто се работи за хронично болни пациенти кои што се жалат на проблеми со крвниот притисок, било да е тоа висок крвен притисок или низок крвен притисок, потоа пациенти кои што имаат и други проблеми во врска со срцето и крвните садови, градна болка, општа слабост, пациенти кои што се со хронична обструктивна болест. За викендот најавуваат од УХМР ќе биде стабилно и суво со пораст на дневната температура, која ќе биде во рамките на просекот за овој период од годината.